Председател на Собранието Афрем Гаши, почитувани пратеници, почитувана јавност. Најпрвен да се извинам за недоразбирањето од претходно, но беше голема галама и очигледно не изслушав убаво, а и со преводот малку доцнеше. Денеска пред Собранието и целата јавност го представувам дополнетиот ребаланс на буџетот за 2025 година, кој што ги задржува нашите основни политики за макроекономска стабилност, развој и фискална консолидација. Документ кој ги потврдува нашите заложби за економска стабилност, развој и одговорно управување со јавните финансии и представува продолжување во насока на веќе дадените резултати, а тоа се позитивни трендови во економијата. Со ребалансот обезбедуваме повеќе средства за инвестиции на централно и на локално ниво, поддршка на приватниот сектор за нови инвестиции и отварање на нови работни места, сигурна и редовна исплата на платите, пензиите и социјалните надоместоци. При тоа клучно е дека тоа го правиме без дополнителен напор и задолжување, односно буџетскиот дефицит останува непроменет, задржан на исто ниво и како апсолутен износ и како процент од брутодомашниот производ. Тоа е она што зборува за нас, за нашите политики, нашето домакинско работење. Сервисираме стари обврски, стари долгови кон странство, обезбедуваме раст на плати, раст на пензии, поддршка на економијата, а при тоа имаме намалување на буџетскиот дефицит во споредба со минатата година и од таа определба и јас како министер за финансии и Министерството за финансии не отстапуваме. Ребалансот дообезбедува средства за исплата на плати, пензии, програмски и проектни активности, повеќе средства за проектите кои имаат забрзана динамика и кои носат развој, како и искористување на средствата од претходните години кои стојат на посебни сметки. Политиките се креирани да одговорат на предизвиците од случувањата на глобален план. Не можеме да игнорираме она што се случува во светот, особено кај нашите најголеми трговски партнери. Затоа и сме насочени кон политики кои ќе одржат стабилноста на домашната економија и на домашните компании. Поддршката на домашните компании со ефтини кредити, поддршка на домашната економија преку реализација на општински проекти, поддршка на домашната економија со реализација на најавениот инвестициски циклус и проекти со стратешките партнерства што ги имаме и на билатерално ниво и со меѓународните финансиски институции. Предложените измени и дополнување на буџетот за 2025 година се потврда на фискалната политика за неопходност од консолидација и подобрено управување со јавните финансии, а се базира на непроменети макроекономски претпоставки и прилагодување на фискалните проекции, кои на расходната страна обезбедуваат целосно финансирање и реализирање на стратешките приоритети и програмски определби, без да се промени нивото на буџетски дефицит. Со ревидираните фискални проекции се врши усагласување на расходите со досегашната реализација и очекувањата, односно се дообезбедуваат средства за исплата на плати, пензии, програмски и проектни активности со едновремено искористување на средствата од претходните години на посебни сметки на поодделни институции. Почитувани, дозволете да ви информирам за најновите движења во економијата и да ги споделам клучните индикатори за состојбата на нашето макроекономско окружување. Според прелиминарните податоци на Државниот завод за статистика, бруто домашниот производ за првиот квартал од 2025 година забележа реален раст од 3%, односно 3,2%, ако се земе во предвид сезонската и календарската прилагоденост. Со тоа го продолжуваме позитивниот тренд кога станува збор за бруто домашниот производ, кој што е започнат во втората половина од минатата година, односно со промената на власта. Овој резултат е особено значаен ако се има предвид сложеното надворешно окружување, геополитички тензии, трговски ограничувања, како и намалена побарувачка од нашите главни партнери. Најголем придонес за економскиот раст имаат услугите, индустријата и градежништвото. Услугите пораснаа за 2,2%, индустријата за 2,1%, а градежништвото имаше највисока стапка на раст од 7,1%. Дополнително, индустриското производство во мај бележи 9,4%, што зборува за забрзување на активностите. И земјоделството, кое често се соочува со предизвици, го продолжи позитивниот тренд со раст од 0,7%. Ако анализираме според структурата на трошоци, јасно е дека растот на бруто домашниот производ е поттикнат од зголемената домашна побарувачка.
Бруто инвестициите пораснаа за значителни 18%, а финалната потрошувачка за 1,9%, предводена од личната потрошувачка, која бележи раст од 2,1%. Ово укажува на зголемен расположлив доход кај граѓаните, благодарение на повисоките плати, повисоките пензии и зголемено кредитирање. Јавната потрошувачка бележи умерено зголемување од 1,1%, а извозот по 7 негативни квартали конечно влезе во позитива со раст од 1,2%. Увозот пак расте со стапка од 5,8%, пред се поради зголемениот увоз на интермедиарни производи и друго. Сепак позитивни сигнали доаѓаат од мај. Извозот на стоки тогаш бележи висок раст од 23,4%, што резултираше со кумулативен раст од 3,2% во периодот од јануари до мај. Истовремено увозот бележи раст од 1%, што доведе до намалување на трговскиот дефицит за 4% во однос на истиот период минатата година. Трендот со стабилни и охрабрувачки резултати продолжува и на пазарот на труд, па така стапката на невработеност во првиот квартал достигна најниско ниво од 11,7%. Истовремено стапката на бројот на вработени е на ниво 46,3% или за првиот квартал имаме зголемен број на вработувања од 15.000 лица. Просечната нето плата во април забележа раст од 10,6% номинално, но она што е поважно, 7,8% реално. Растот е евидентен во речиси сите дејности, а највисоки зголемувања имаме во здравството, образованието и административните услуги, токму сектори од клучно значење за општеството. На крајот би сакала да истакнам и стабилната динамика на кредитирањето во изминатиот период. Заклучно со мај, кредитната активност порасна за 12,1% на годишно ниво, при што кредитите за домаќинства растат за 10,1%, а на предпријатијата за дури 14,3%. Ова го поддржува и растот на депозитите за 12,2% во просек, што е знак на доверба во финансискиот систем и во економските политики кои што ги водиме. Имајќи ги во предвид ваквите остварувања за стабилизирање на економијата во 2024 година, особено нели и во првата половина од 2025-та, до крајот на годината очекуваме проектираниот раст од 3,7% да се оствари. Оваа проекција останува непроменета, имајќи предвид дека резултатите од првиот квартал се во рамки на очекувањата со позитивни сигнали за понатамошна динамика. Клучен двигател на економскиот раст се очекува да бидат бруто инвестициите. Само во првиот квартал бележиме силен раст, што се предвидува да продолжи во текот на годината, со проекција од 8,6%. Ова пред се должи на зголемената реализација на големи државни инфраструктурни проекти, како и на заселените капитални инвестиции од страна на општините, поддржани со дополнителни финансиски средства под поволни услови. Дополнително значителен импулс очекуваме од приватниот сектор, со финансиските средства што веќе се достапни под извонредно поволни услови. Само во првите 5 месеци повлечени се речиси половина од предвидениот износ за поддршка на инвестициите на приватниот сектор преку Развојната банка. Во однос на потрошувачката, приватната потрошувачка се очекува да порасне за 2,6% во реален износ. Тоа е пред се како резултат на раст на платите и вработеноста, зголеменото кредитирање, стабилни приватни трансфери, како и на повисоките пензии од март оваа година, со што го заокруживме ветеното зголемување од 5.000 денари. Извозот кој во изминативе 2 години беше под притисок од надворешни фактори, во 2025 се очекува да закрепне со раст од 2,2%. Со раст на домашната побарувачка и умерено зголемување на извозот, се предвидува увозот да порасне за 3,3%. Пазарот на трудот продолжува со позитивни тенденции. Проектираме раст на вработеност од 1,6%, со што вкупната стапка на вработеност ќе достигне 47%, додека пак ќе имаме намалување на стапката на невработеност и ќе достигне ниво од 11,1%. Активните мерки за вработување преку оперативниот план за 25-та се насочени кон младите, жените и ранливите категории. Ќе поддржиме мерки за стекнување нови вештини, преквалификација на развој и развој на предприемништвото.
Што се однесува до инфлацијата во 2025 година, очекуваме таа да се стабилизира на 2,8%. Иако имаше краткотраен пораст на цени во почеток на годината, особено кај храната, владините мерки за ограничување на маржите веќе даваат резултати. Цените бележат забавување. Базичната инфлација покажува стабилизирачки тренд кој очекуваме да продолжи. Дефицитот на тековната сметка на платниот биланс се проектира на 2,2% од БДП, понисок од лани, главно поради подобрените очекувања кај нето извозот. Сепак не смееме да ги занемариме ризиците и понатаму постои неизвестност поврзана со геополитичките тензии, особено конфликтите во Украина и Блискиот Исток. Потенцијалното влошување на трговските односи во светот може да има негативни последици за синџирите на снабдување и за довербата на инвеститорите. Внатрешното евентуално забавување на реформите и капиталните проекти би можело да ја одложи очекуваната економска динамика. Исто така ризиците за инфлацијата остануваат поврзани со нестабилни цени на примарните производи и геополитичките шокови. Почитувани пратеници, денес пред вас стојам за да ги представам предложените измени и дополнувања на буџетот за 25-та, документ што произлегува од реалните потреби на граѓаните, институциите и стопанството, и кои се во согласно со макроекономските движења и реализација во првата половина од годината. Овие измени не го менуваат суштинскиот нашиот пристап, туку го подобруваат и оптимизираат и прилагодуваат. Буџетот кон приоритетите, сервисирање на клучни обврски, подобра распределба на расходите и поефикасно користење на расположливите извори на финансирање. Вкупните приходи се проектирани на 362,4 милиарди денари, што е зголемување од 1% во однос на иницијалниот план. Овој незначителен пораст е резултат на непроменета проекција на даночни приходи, зголемени неданочни приходи, како и проширување на буџетите на сметките за самофинансирачки активности. Даночните приходи остануваат стабилни според планот благодарение на добрата реализација во првата половина од годината, подобрената методологија за проектирање и засилената координација меѓу Министерството за финансии, Управата за јавни приходи и Царинската управа. Дополнително, заложбите за намалување на сивата економија, дигитализација на процедурите и засилените контроли ќе придонесат за уште подобра наплата до крајот на годината. Социјалните придонеси како изворни приходи на фондовите за пензиско и здравствено осигурување, како и на Агенцијата за вработување, остануваат непроменети на истото ниво од 117,1 милиарда денари, кои што беа планирани со буџетот за 2025. Вкупните расходи се планирани на ниво од 403,7 милиарди денари, што е зголемување за околу 1% или приближно 3,5 милиарди денари повеќе во однос на иницијалните проекции. Буџетскиот дефицит останува непроменет, 41,3 милиарди денари или 4% од бруто домашниот производ. Ова отстапување од фискалното правило е резултат на потребата од финансирање на обврски, предвидени со закони и договори, како и на инфраструктурни инвестиции со висок приоритет. Зголемувањето на расходите се базира на следните насоки: реалокација на средства помеѓу буџетски корисници на неопходните расходни позиции, користење на сопствените приходи со цел непречено тековно работење, односно преку проширување на сметките на сопствените приходи, се обезбедија дополнителни средства за проекти од областа на животната средина, поддршка во енергетиката, културата и образованието, здравството, за набавка на инсулин и медицинска опрема. До обезбедување на средства за непречена исплата на плати, пред се наменети за финансирање на зголемените плати за 10% за вработените во Министерството за внатрешни работи од речиси 1 милиарда денари. Зголемен трансфер до фондот за прием од централен буџет од 2,5 милиарди денари со цел непречено функционирање и исполнување на обврските на фондот за исплата на зголемените пензии и транзицијски трошоци, како и до обезбедување на средства за капитални расходи кај институции за проекти со поинтензивна реализација, пред се во Министерството за одбрана за околу 1 милиарда денари. Почитувани, капиталните расходи се проектирани на 47,4 милиарди денари, што представува 11,7% од вкупните буџетски расходи и 4,6% од бруто домашниот производ, што значи дека развојната компонента на буџетот останува еден од неговите столбови.
Средствата се наменети за патна, железничка и локална инфраструктура, реконструкција и модернизација на здравствени установи, капитални вложувања во образованието и социјалната заштита, исполнување на договори во одбраната и безбедноста, како и рурален развој. Дополнително ја продолжуваме финансиската поддршка кон општините, преку инвестиции во капитални проекти и инфраструктура и поддршка на финансиска стабилност. Со последната одлука за пренамена, дополнително се буџетирани 584 милиони денари, а за локални инфраструктурни проекти во 2025 се планирани вкупно 6,5 милиарди денари. Овие инвестиции се водени од принципите на равномерен регионален развој, стимулирање на добро буџетирање и наплата на локалните приходи и подобрување на методологијата за пресметка на трошоци за тековно одржување. Проектираниот дефицит за 2025 во износ од 41,3 милиарди денари и одлив во износ од 84,2 милиарди денари, од кои за отплата на надворешен долг се 49,2 милиарди денари, за домашен долг 17 милиарди денари, одлив по основ на гаранции 2,7 милиарди денари и одлив по даден заем кон Развојна банка во износ од 15,4 милиарди денари, се и ќе се финансираат преку домашно и странско задолжување. Износот на јавниот долг до крајот на годината се очекува да биде 62,1%, додека пак износот на државниот долг на крајот на 2025 ќе изнесува 53,3%. Почитувани пратеници, буџетот е најзначајниот стратешки документ кој ги содржи сите политики на владата и со него остануваме на среднорочната траекторија за водење на фискална политика и остварување на нашиот концепт и визија за повисоки стапки на раст. Тоа е платформа за просперитет, насочена кон стабилност на економијата и граѓаните. Платформа за економска стабилност, развој и одговорно управување со јавните финансии. Имајќи ги предвид проекциите, потребата од фискална консолидација и реструктурирање на буџетските расходи, навременото сервисирање на доспеаните обврски, целосно финансирање и реализирање на стратешките приоритети и програмски определби, се надевам дека предложените измени и дополнување на буџетот за 2025 година ќе бидат поддржани од сите вас, а со крајна цел поефикасно и поодговорно управување со јавните финансии во фокус на стабилност, отчетност и ефективност во трошењето. Ви благодарам. И јас ви благодарам. Тани Елјус. Тани го молам